капиталните инвестиции да се реализираат затоа што повеќето министри не си ја завршиле својата работа, не ги подготвиле проектите, не спровеле тендери, не се работи на терен и затоа мора да се прави ребаланс. И сега, било што да направите со овие пари што се кратат од образование и од капитални инвестиции е полошо отколку да се спровеле тие работи. Затоа што ние тука дискутиравме за буџет. Се сеќавате како беше фален буџетот за оваа година. Значи дека ќе има поголеми инвестиции, ќе има економски бум и така натаму. И сега еве гледаме не се спровел тој буџет во најважните работи. Ако немаме подобро образование и ако капиталните инвестиции се на толку ниско ниво, на 1/4 од предвиденото, што да очекуваме за наредната година? За кратко време ќе дојде изготвен и буџетот за наредната година. Што ќе пишува во него? Лани не направивме доволно, тоест направивме 1/4 од тоа што го ветивме, годинава ќе направиме дупло. Дупло од 1/4 е 1/2. Значи, ние не се движиме нанапред. Нема зголемување на животниот стандард на граѓаните на Република Македонија. И Светска банка ни укажува дека вештачки зголемување на стандардот на граѓаните е лошо за сите, а најмногу за државата, затоа што буџетот наредната година ќе биде помал или нема да се оствари, затоа што ќе ги нема ефектите што се очекуваат од најважните сектори, а тоа е капиталните инвестиции да се спроведат, да имаме подобро образование, подобро здравство, да имаме поголема продуктивност во стопанството. Значи, најважната работа е да имаме поголема продуктивност, да имаме нови инвестиции, како домашни, така и странски, но оваа влада ги прекина сите тие работи. И знаете, ако застанете воз на шини на угорница, тој не може да стои ни во место, ќе се враќа на назад. А за да тргне нанапред, треба многу поголема енергија од она која ја имал во моментот кога се движи. Сите работи се успорени, сите факти укажуваат на тоа дека наредната година ќе имаме послаби ефекти. Сите ефекти што беа добри во оваа година, како статистика зборувам, затоа што ефекти во животот на граѓаните, во секојдневниот живот, во нивниот стандард немаше, но имаше статистички. Знаете што? Ако температурата надвор е минус 15 степени и се зголеми за 5 степени, ќе биде пак минус 10, пак е ладно, пак граѓаните ништо не очекуваат од тоа. Мора поедноставно да им го опишам тоа на граѓаните, затоа што тие тоа го очекуваат. Значи, не можете да правите бројки и статистика на негативни работи. Значи, ви кажав, минус 15 температура надвор и минус 10 е иста за граѓаните. Ладно е и не е добро, треба затоплување, треба подобра облека и така натаму. Така да, ќе мораме реално да ги подобриме работите. Ние од опозицијата имавме доста амандмани. Ќе се сложевме со министерката, ако ни образложеше овие амандмани не се прифаќаат заради тоа и тоа, што имаме подобри вложувања во тој дел, што овие пари ги вложуваме во подобри проекти од тоа вие што го предлагат, и ние сите сме луѓе и свесни дека ако има нешто подобро од твоето, ќе го прифатиш тоа. Но вака испадна дека се што ние предлагаме не чини и се што министерката кажала е во право, но ќе ги видиме ефектите. Ние
ефектите многу брзо ќе ги видиме од сево ова, затоа што ви кажав, можеше министерката во меѓувреме да го прочита извештајот на Светска банка и да коригира некои работи, да алоцира некои средства таму каде што укажуваат стручњаците од Светска банка. Повторно ќе кажам, сите стручњаци од Светска банка не мислат добро и сакаат државата да се движи во вистински правец. Но за тоа треба повеќе работа, помалку зборување и не статистика само ради статистика, него суштински реформи. Ние не можеме да зборуваме за зголемен број на вработени ако продуктивноста паднала за 13%. Знаете што значи 13%? Тоа да се случи во Германија, крах ќе биде. Значи, сите напредни земји прават се за да ја зголемат продуктивноста на своите вработени. А ние правиме се да го зголемиме бројот на вработени и да ја паднеме продуктивноста. На каде води сето тоа? Плюс, со падната продуктивност да ги натераме стопанствениците да им исплаќаат поголеми плати на вработените. Како тоа ќе го направи? Дали има аргументи за тоа да се случи? И затоа, еве, најважното што Светска банка ни го кажува, платите се зголемија, но не и продуктивност. Значи, тоа е суштинската работа. Значи, бидејќи кога тоа е поврзано со намалена продуктивност, може да ја загрози конкурентноста на економијата. Значи, и конкурентноста на нашата економија е намалена. Кому, на кои пазари ние ќе конкурираме со намалена продуктивност? Значи, цената на нашите производи ќе биде повисока и нема да бидеме конкурентни да извезуваме во Европа, каде што се случуваат обратни економски движења од ова што се случува кај нас. Еве уште неколку работи. Издашноста на владата за зголемени плати, пензии и социјални расходи доведе до повисок долг и дефицит. Значи, ние се залагаме за повисоки плати, пензии, за повисоки социјални давачки, но да се зголеми продуктивност и да се зголеми обемот на економијата, а не на ваков начин, затоа што, ви кажав, наредниот буџет ќе го покаже тоа, ќе видите дека ништо не сме постигнали, дури не сме постигнали ни 50% од тоа што се предвидувало пред 2 години. Јавниот долг и јавно гарантираниот долг се очекува да се зголеми од 48,5% во 2018 на 51% како резултат на интензивирањето на задолжувањето. И ова треба да не загрижува. Добро е да се задолжиш и да вложиш таму каде што ќе можеш да живееш добро со тоа, да ги враќаш долговите, нешто да ти остане. Тоа е инвестирање, а не е инвестирање, само се задолжуваш, ги трошиш парите и потоа долгот само се зголемува. Исто така, најважното што ни го кажуваат околу проектот, што вие многу го фалеевте за повратот на ДДВ, е тоа што ни укажуваат суштински дека треба, тие веројатно нема да бидат успешни, освен ако не се проследени со зајакнување на даначната администрација, поголема ефикасност на инспекциите и подобрување на давање на јавните услуги и на законите што влијаат врз деловното обкружување. Преведено едноставно на македонски, не викаат работете повеќе, нека работат повеќе тие што се задолжени за тоа, не може со популизам само да се направи тоа, затоа што ефектите од поврат на ДДВ најмногу ќе ги осетат најбогатите. Што ќе осети онај со минимална плата на кој сите средства му одат за комунални давачки и за храна и лекови? Што може да очекува
од 5% од 3000 денари, од 150 денари, 15% да добиеш во месецот, или ете да речемо 300 денари, 15%, 40 денари, и тоа е поврат на ДДВ за најсиромашните наши сограѓани. Значи, укажувањата на Светска банка и минатата година беа многу добри, но мислам дека многу малку или скоро никој од позицијата и од извршната власт не ги разгледал и не видел што ни укажува. Ако лани добро го проанализиравме извештајот на Светска банка, сега и ова експозе на министерката ќе беше поинаква и ќе дискутиравме за суштински работи за граѓаните на Република Македонија. Ние мораме да се соочиме со фактот дека одејќи само на статистика и статистички бројки, тонем. Цело време ни се случуваат работи што не водат кон Европа, не водат кон НАТО, затоа што таму има стандарди што треба да ги исполниме, барем да се движиме во правец да ги исполниме. Кај на стандардите и општо стандардот на населението се намалува и како ќе бидеме во тоа друштво. Не можеш да бидеш во друштво со луѓе што се многу поспособни, што многу повеќе работат, што многу повеќе инвестираат во образование, здравство, во најважните работи, и кои напредуваат со крупни чекори, а ти се враќаш назад, водејќи популистичка политика дека се досега не чинело, и тоа не доведе до оваа ситуација. Тоа не доведе до ситуација да странските инвестиции кои во изминатиот период до 2015 беа на годишно ниво 5-6 пати поголеми од сега ова што се случува во Република Македонија, и каде што имавме веќе 40 на нови странски инвеститори кои сакаат да вложат во Република Македонија, одеднаш да прекинете, да кажете, тоа не чинело, многу сте им дале на странските инвеститори, па зар ние сме толку богати да им даваме толку на странските инвеститори, и тие зависеле од нас колку ние ќе им дадеме. Тие идат во Република Македонија со цел да заработат, со цел да вложат, да вработат луѓе и од тоа да имаат интерес. Никој не иде во да инвестира свој личен капитал ако нема профит. Тоа што беше добро во тој период наеднаш беше прекинато. И знаете, кога наеднаш ќе прекинете еден процес во кој беа влезени 100 компании, сите тие си рекоа, па добро, во Македонија овие не ги скратуваат бенефициите и ќе одиме во Србија, во Румунија, во Бугарија и така натаму. И тоа се случи. За да го повратиме тоа, сега треба многу повеќе вложување, многу повеќе бенефиции за странските инвеститори за да дојдат. Затоа што тие гледаат дека во Република Србија имаат многу подобра клима. Суштината на ребалансот на буџетот беше да ја поправиме барем атмосферата во државата, за да можат сите и домашни и странски компании да се развиваат онака како што предвиделе. Не може во од да ги менуваме работите, не може да им го зголемиме данокот, персоналниот данок и така натаму. Во од сме кажале во минатата година дека нема да биде така, ние правиме чекор што е спротивен на она што сме оветили. Никој во стопанството повеќе не може да верува дека тоа што ќе го каже Министерството за финансии, тоа што ќе го каже владата за наредната година, дека ќе биде така. Затоа што во од работите се менуваат. И нема повеќе
да дискутирам во овој дел. Уште еднаш ќе кажам, ако министерката за финансии беше тука и ако слушнеше доста од аргументите што ги кажувавме, нека се и точни и неточни, ќе имаше друго експозе, ќе ги поправеше сите оние работи што ги има напишано во ова експозе. Се надевам дека при изработката на буџетот за наредната година и при дискусиите за буџетот, министерката ќе биде тука, барем да не удостои. Инаку, јас, барем за себе зборувам, ако министерката не го направи тоа, кога ќе дојде министерката во собрание, јас нема да бидам тука, ќе излегувам од салата, затоа што кој како те почитува, така и ќе се однесуваш. Само да се извинувам на заменичката министер за финансии, таа цело време беше тука, но јас сакав да зборувам за експозето на министерката. А како ќе изборувам на заменичката министер, кога и таа, еве да го разгледа онака, ќе види колку грешки внатре има и нелогичности. Благодарам.